Здраво, другари на сите. Значи најдоброто прашање на HND98. Другар, можеш и по-тешко да ставиш. Ќе се трудам да го запомнам. Значи прашање кое што заслужува видео. Че вика во кој стейблкоин предлагаш да се чува кога не икеме кеш да вадеме, USDT или USDC и зошто. Значи другари, таа драма е постара, ако не се лажам, уште од 2014, мислам, не се сеќавам точно, ако не. Значи USDT беше креиран од Хонг Конг. Значи USDT Tether биеше го многу лош глас и у тоа време, најискрено да ви кажам, никој немавме поверение. Значи да го сменеме, например, најчесто со биткоин експериментиравме. Имаше го и BNB на Binance и Ethereum, ако не се лажам. Ама не 2014, значи јас зборам за 2016, мислам дека беше. Не ме држете за спор, 2016, ако не се лажам, слаб сум со годините. Значи Bitcoin, Ethereum и BNB го дава награда за сите што копа преку Ethereum машините. BNB го дава како реклама нешто тука да се провере што е како е, и уште тогава луѓе нас не беше страх. Јас закјавам се бев у Мајами. Нас не беше страх, например, кога ќе продаваме биткоин да го држиме у USDT Tether. Замислете си. Нас не беше страх. Што тие први души имавме на Coinbase профили, што беме на смешно мала група. Значи не се сеќавам колку, но бевме многу мала група на луѓе кои што има нели отворено акаунти, дури од Bank of America, не Bank of America, уствари Bank of America мислам дека беше. Да, Bank of America, додека другите банки не ми даваат да отворам профил, бев у Bank of America да потврдам нели дека ќе имам дека сакам да сум конектиран на крипто. Они се чудеа замислете со тоа време, пак и ти украдат пари, тоа оно, че глумат лудило или стварно не знаеа, не сум сигурен. Значи од Coinbase ставав пари кои што на почетокот и требаше време да легнат, па после конектирав директно од банк акаунтот кога го зимаа, беше многу побрзо. Меневме ги за USDT и купував Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, на други најискрено не се сеќавам. Тогава е Cardano, мислам дека уште го немаше. И сите не беше стра да користиме, например, ќе сменам долари у USDT Tether, ќе купам биткоин и ако сакав нешто, нели експериментирав да купам, да трейдам уште од тоа време, ќе морав, кога ќе продадам биткоин, значи, од тоа време на 1000, на 2000, на 3000 долари, тоа е сериозни пари да заштедеш у Мајами. Без документи, само што си дојдел во Америка, што се вика, јас стапнав нели у Нью Йорк, колку бев, една година или 8 месеци, и после директ Мајами. Значи, уште никакви документи, ни возачки, ништо, и беше многу тешко работа се најде, и на тие пари што играев, беа сериозни суми. За мене, како и за секој македонец што е бил у Мајами, пошто Мајами може многу лесно се најде работа ако имате документи, ама ако немате, беше многу тешко. Мислам, можеше да се најде кога ќе те плаќат кеш, ама имаше такви места кои што најискрено, замислете си, ако викате Америка, можеше се деси да работите, ќе те работите 10 дена или месец и после ќе ви спадат, ќе речат брат, не сме задоволни, немате платат и ништо. Што ќе направиш? И да ги пријавиш, ништо, тоа време беше дива лига, тоа гангстери, мафии, картели, чуда беше Мајами. И тешко беше да се најде работа кај сериозни фаци. Мислам за тие што плаќат кеш. И нас не беше стра да држиме у USDT Tether, значи ја ќе продавев биткоин и мораше да го сменам директно, да го пратам назад withdraw на банката USD и од 3 до 7 бизнис дена. Замислете си вие петок или сабота, ако сменете 3 до 7 бизнис дена, па тоа и повише некој пат, треба некој да е там на банката да натисне, за да ти легнат на сметка, па после 3 до 7 бизнис дена да ги врнеш назад на берзата, за да купиш биткоин. Биткоин, замислете се, за тия 17 или 7 или 14 дена, фактички, или 15 дена, или 20 ќе заглаве, па звониш у банката да видиш што е работата.
Буквално ти вика няма кой да одобря транзакцията. И аз съм се чудил, викам, бро, каква технология у Америка, брат, да трябва някой да натисне да одобря транзакцията. Още тогава мисля, дека по-напредни системи имат. И замислете си, ние не можехме да трейдем от това време, значи, или да още тогава имах идея да го минувам биткоин кокилите спрямо другите. Значи не можем, затоа што мојот кеш трябваше да пътува напред назад от банката. Ние никой нямахме доверба да го држим у USDT тетър и от тогава го мразам. Разбираш, ако знаев у това време дека USDT тетър ти тражиш информации, никой не може да ти гарантира дека они имат покритие еден спрема еден. У банк они едно твърдат, ама имаше милион драми. Значи ти не можеш явно да идеш или да прашиш у банката, дека они имат, знаме си ти USDT се принташе тогава и не се кеа милиарди или милиони и замисли си, они немат покритие. И замисли ја у тоа време да вземам да сменам моите пари со кој сум бил леле, крхорот ми цревата, јас извинувам, јаде ми се, плаче ми се, ама да снимам видео, па после ќе удареме нешто блашко. Нок на време мора да се ударе нешто. Што зборев, значи, беше многу ситуацијата лоша, да јас требе мои пари да ги држам у USDT, а они немат покритие. Значи никој не може да изкарам. Ја у старите видео, не знам кој се сеќава, кој ги гледал, тие изгледа и не постојат виши. Кажував дека, тоа најчесто во мојата група Мистери се постира, многу луѓе забравам да треба да ги најдам. Забравам да ја покажам таа група. Таа група е Мистерии. Значи групата Мистерии, заговори, НЛО феномени, историски мистерии е 10.000 членови група, која шо, ако најдете информации, таа група има стварно многу информации. Мислам, ако не се избришени, има многу информации за крипто, за блокчейн, за биткоин, за геополитика у тоа време, уште кога сум дебатирал, групата беше многу активна, ама беше една од најблокираните групи. Значи тука може некој да ископате доста информации, ако не ве мрзе. И имаше доста информации на таа тема, и слики и такви работи, кои сите ми се смеја. Значи замислете се, преди 11 години можете у сърч да најдете информација, преди 11 години се збореше за биткоин. 11 години, човече. Тога и на YouTube не можеш ни да правам видеа за крипто, нон-стоп уште тога и ме блокирал, ти беа на македонски, ги презентирав за Македонија и некој ми ги пријавуваше, као да тоа е пирамидална шема и уште тога ми ги бришија. А додека американците може да се снимат. Дури за шиткоини. Замислете си. Македонците од секој ме биле брајче блокирани за сите думи. Оти замислете се, у тоа време ја ако зборев за крипто, да ми се дозволеше и замисли у Македонија некои луѓе да купува. Иначе у Македонија Васко Ефтов имаше интересно видео на таа тема за Dark Web и тоа видео беше хит кога го гледав и тогава највеќе се запаливме за вој, се подсетив на старите денове у кој се викаше леле забрив си омилената игра. Имаше у Age of Empires награди и имаше у леле човече Star Wars, не Star Wars. Забрив си една омилената игра, сега не може да се концентрирам. Имаше награди, ќе ме подсете некои коментари, имаше награди у самата игра. Имаше награди за прво, второ, трето, четврто, па дури и за пето место беа наградите у биткоин. Тоа е пред многу години, човече. Тоа е можда пред некои си 14 или 15 години. Не колку време постои биткоин, фактички само што искочи биткоин и после имаше такви награди што се вика у биткоин, замислете си, у игри дава, у турнири дава за биткоин. Али чекай да не забегам од други теми. Значи, од секој ме беше страх да држам у USDT и секој го избегнував, инаку ако знаев дека е на американците и дека остати Хонг Конг, тие глупости, ако знаев дека е нив, ако знаев дека ги имат парите и дека нема да имам такви проблеми, че луѓе и јас само у тоа време од флип ќе бев милионер. Че ја милионер ќе бев пред цели некои си 9 или 10 години. Значи толку беше лесно, толку нови коини излава, толку многу работи, ние бевме заглавени, тоа е намерно, ние бевме заглавени, никој нормален нема да држи у USDT
Затоа што ти замисли, ти не можеш да најдеш информација дека ги има стварно тие пари у банката. Че не би сакал ја да заглавам кога тога имаше доста драми, Берзима, пропаднато, пари, праќаш на адреси, па праќале на адреси, па никош не може да направат рекавери. Значи беше страшно, па трансакција да не ти мине. Че биткоин, луѓе се овие трансакции што ги гледате, ова е сега супер. Јас сум го биткоин чекал по 24 сата, брат, да ми стигне од една берза на друга. По 24 сата. Рекордно мислам дека беше 48 часа и мислам дека срце фударки добиев. Тогава customer support беше нешто на почеток катастрофа. Мислам, оно сега ден денеска си е Coinbase од секој ше било најкатастрофа, кажи го customer support. Не постоje берза со дури и волети со покатастрофален замисли си customer support од Coinbase. Значи и тоа е тактички според мене, затоа што у Америка сите во тоа време customer support, значи да не ти се јава, тоа можеш да ги тужиш, да ги разбираш, ќе ти дадат чудо од награди, извинени, ќе ти пратат нешто, разбираш, само да бидеш, нели да не ги објавуваш, да не ставаш една звезда рейтинг. А у тоа време Coinbase мистериозно значи катастрофа, customer со USDT драми тука не може да најдат покритие, пишуваат и коментари, што мислат дали има покритие, они па не знаат. Значи тактички работи дека се гради и експериментира, ги држа луѓето поинтелигентните настраното, ти викат, че ти немаме информација за тоа, за тоа и за тоа. Coinbase катастрофа customer, ти си пазиш, разбираш, не удараш, не улаваш со големи пари. Туку улаваш со внимателен си, разбираш. Че ти, ако немаш у Америка customer support, ако немаш ти покритие за USDT, как ќе го користиш? Може само луд човек да го користи. И ние ги имавме тие драми, ја го многу мразам ово чудо. Заради ово чудо и тоа што нема докази дека имат стварно парите кои што ги има на берзите или што се представува колку ги имат, ги нема покажано. Луѓе, ние првите што сме у крипто, че ја буквално може да кажам дека ја имав на некои работи у првите од 200 до 20.000 луѓе, првите волети кои што сум ги имал, се што е можело у тоа време се отвори сум меѓу првите 200 и 20.000 луѓе што само од на светско ниво што се имале, например, разни волети и берзи да ги тестираат у тоа време, имале се храбро, сакам да кажам, први да конектират дебитна картичка. Дори од банката ќе ми се јаве да ме прашат дали си сигурен. Чи меѓу првите 20.000 у светот. Ето е тоа. Изборам 11 години, од кои 7 многу поактивно, а тие 11 и 10-9 години повеќето беа по пореки, по повици, што се друживме со македонците и сите ми се смеја. Ден денеска никој ми се нема извинето. Ден денеска никој ми се нема јавено да ми се извине од гастарбајтерите и народ се чуди зашо плукам, да речат брат, абе ти стварно испадна, но ден денеска си 90% биткоин ќе пропадне и ќе ги изгубите парите. Че дури сега ако иде 95.000, никој не е честито, ти вика, а брат, утре тоа е глупост, ти вика, дигитално е, ќе исклучат струјата, ќе изгубите парите. Значи, ние за такви луѓе збореме. Са луѓето кои ќе речат дигитално неписмени, треба да знаете цялата сторија. Че 11 години плукан дека продавам слама, тоест дека кажувам луѓето да инвестират у нешто кое што е пирамидална шема, дека изгубат парите. За разлика од тоа, да уложија сега ќе беа многу богати луѓе, ќе беа пензионирани, нама злобата не и дава да кажат едно извини. Е тоа е македончето. За тие сите што се чудат зашо викам дигитално неписмени, треба да знаете дека 11 години на сите македонци кои што сум ги сретнал и сите балканци, на сите сум ми кажал, сите се ме правили ненормален. Ти што школо си завршил? Улично со теорија на заговор. Те тоа школо сум го завршил. Сега вие со факултет сте на работа, чудите се у таа држава дека да се иселите, не може да се зврзете крај со крај, се нервирате, не може да се врнете само парите што сте ги уложили у факултет и у нервоза. А замисли си плукат уште по човек кој што седе дома и уште не е уидел на работа. Здраве, може ке банкротираме ке идеме на работа, мене не ме срам. Еден погрешен трансфер можем да направам глупост. А да, и тие луѓе, има многу, околу 20 луѓе што имат пратено пари на погрешни адреси, луѓе секој ќе пратите колку минимално може, $1, $2, $3, $5. Нем да праќате директно $1000, $5000 на адреси. Грешите ги адресите, грешите ги мрежите најчесто. Праќајте помало сума на пари, прво, како тест
Значи да сте пратиле, имаше един пратил $1000 и ги заглавил, да си пратил $10 му кажав, братче, значи $10 ги си изгубил. Ако си видял да си пратил на погрешна мрежа, а не 1000. Така да внимавайте що правите. Идеме тук, оваа страна ќе ви ја ставам и доле, може да прочитате кој му се чита детално, јас сакам на брзина да ја преразкажам. USDC, другари, от како изгледа ово чудо, 2018 или така нещо, не се сеќавам. Точно оно пишува, ама не се сеќавам стварно колку беше. Ја од кога го користам. Пошто на почеток излезе беше под друго име, ако не се лажам. Слаб сум со имиња, беше под друго име и знаеш американците, Coinbase, нели? И јас од Coinbase замисли сум имал милион проблеми со customer support, парите каснат, трансакции, биткоин чекаш 48 сата, 24 сата да ти легне на сметка, да го префрлиш на таа берза, на оваа берза почетнок. И замисли ти они крират USDC и ти шо ќе речеш, ќе користам ли тоа срање. И тука се плашеш, разбираш, и со месеци ги праќаш парите на банката, замисли се продаваш биткоин и место да го држиш у USDC или USDT Tether, ти си толку изплашен што овие двете ни прикажуват дека имат покритие и ти ги враќаш назад. Јас сум ги враќал парите назад на банката, па додека стигнат, па еве го биткоин више се сменил 10 пати од цена, па треба да ги враќам назад, па паат 3 до 7 дена за да купам биткоин. И луѓе ние сме фактички били блокирани да правиме пари. Значи тактички, систематски, не само ја, сите што ги познав, сите ги беше страх, че ни беме група у Мајами, што сите пратевме, повеќето беа американци, немаше ниту еден македонец, повеќето беа американци, ама зборам американци, луѓе дојдени од различни делови на свето, се само не ли ти американци што ги мислите. Дали двајца имаше американци што така нешто се бафта и они верува само у Ethereum у тоа време и у Ripple. Пошо нели нивни такво. Значи после тоа нели почна стварно во USDC да се покажува, се повише да го надуват и повише луѓе да веруват у него и да го користат, значи на Ethereum блокчейн. Значи може да се праќа. Чекай, што пишуваше само да видам. Да, имаше една драма еве со Circle. Имаше една драма, тука сите луѓе се беа испоплашиле, беше малку паднал и после Coinbase ја оправи, мислам дека ги откупија, така нешто беше. Али, ако прашате секој американец, значи кит, значи на YouTube канали, тие луѓе имат повише доверба у USDC спрема USDT Tether. Значи збореме за најголемите китови, со најголеми пари што работат трейд и купи-продај и тие луѓе работат со USDC. Ако ги прашаш шо ќе кешират, ќе држат у USDC. Значи 90% се USDC. Што сум читал по коментари, по форуми, по Reddit, по чуда, што имаше повише доверба имат американците у USDC. Исто и ја. Ја имам многу поголема доверба у USDC, али јас, за разлика од вас, сум друг. Ја другари кој ќе кеширам, овај пат, моите проекти не одат у USDC и USDT. Мал дел ќе идат у USDC, ама ја тај USDC ќе кеширам и не ми е проблем да ми стои банката. Оти, нели, 3 години ќе е криптозима и не ми е проблем да ми стои банката, пошто таа банка, ја дека сум, има 250.000 евро осигурање. Че нема да ставам повеќе од 250.000, ама ќе чувам кеш у банката. Така ли? За жал, немам поверение, не да немам поверение у USDC и USDT Tether, туку немам поверение у тие више крипто берзи, премногу крахират. Значи, замрзнуват и парите се недостапни. Значи, Coinbase, колку сум видел јас со мојот живот bull маркети и bear маркети, знаат да заглаве страшно. Гасат едноставно серверите, пропаѓат. Не може да постигнат, не дека ви пропаѓат парите, мислам на американците, туку едноставно крахира берзата, гасат ли ја набрно недостаток на биткоин, не ми е јасно. Имаше различни шпекулации и вашите пари стоат заробени. Додека ако вие држите место USDC и USDT Tether на било која берза, ви стоат у банка, вие утре ако заглавите а нешто се случи страшен пат, моите ќе се на банка и ќе можам да си ја креирам таа берза, која што имам поверение, друга, или нова да речеме, која што знам дека е безбедна, ќе ги префрлам од банката тие пари, кеш, USD, и ќе си купам таму. Значи, тоа е мојот план.
Разбирате ли? Јас знам дека, например, ако USDC не го држите или USDT Tether, мислам јас USDC, ако не држите у USDC и ви стоат на банката, да речеме, да, можке ви требат од 3 до 7 бизнис дена да дојдат тие пари на берзата назад и вие можете го испуштите bear маркетот, да речеме, или тај пат, ама за тоа ја на Gemini берзата, сега мислам и на другите берзи у Македонија има, треба да ми потврдите у коментари. Значи јас за разлика на Gemini имам толку многу, нели, трансакции и пари сум имал, што моне ми дозволуваат ја било која сума да ја префрлам од банката дека имам, да ја префрлам на нивната берза. Значи они одма ќе ми дадат од нив кеш, колку ми треба. Јас можам што сакам да си купам, само не можам да направам withdraw, да ги повлечам парите или да ги префрлам криптото на друга берза, додека не ми ги исчистат од банката да ми ги префрлат на 4 до 7 бизнис дена. Значи кај мене е комплетно друго. Ја не знам у Македонија на Binance дали е така. Например, од дебит картичката вие директно да пробате да префрлете пари, они одма да ви дадат од нив, па они после да расчистат со банката. Пошто ја Gemini што го користам и затоа ја користам на тај начин. Значи колку и да е пари, префрлам од дебитната картичка, они ми ги дават од нив, јас си купувам и они после се разберат со мојата банка. Тоа е разликата. Иначе јас ви кажав малата сума што ќе ја држам, да речеме, на некои берзи. Ако е за итно нешто се купи у bear market, ќе биде USDC. Тоа е мојот избор. А доле кој сака, не знам видеото колку веќе трае. 20 минута, викав 15. Ќе оставам тај линк доле кажи го, ќе оставам линкот доле под насловот ќе го оставам. У таа графа, како се викаше, брат, све забравам, брат, забрив си го и македонски јазик више, треба да се враќам во Македонија. Значи ќе го ставам у овај дел тука, еве, ќе оставам у тај дел тука, под овоа, ќе ставам линкови да знаете и тука гледаш уште пишувам дека не е финансиски совет. Тоа мора да го пишам за да не ми го избришат видеото. Значи тука тај дел ќе ставам дека линк, уствари, ќе скопирам линк, ќе ставам линк дека кој сака да си го прочита ово целото подетално, значи за што е USDT Tether, што е USDC, значи гледате на кој принцип работи, кој ги поддржува, значи Algorand, Stellar, Binance и Binance Smart Chain, Hedera и Tron и Solana. Значи од тука еден другар беше укопчал дека Algorand ќе биде машинерија, беше уложил пари и беше направил. Баш уствари чекам, не се сеќавам Algorand колку летнал. Баш чекам да ми пише, чекай да видим уствари. Чекав да ми пише денеска, може да ме е пишал колку е направил профит. Он по таа логика дека е, значи за 7 дена е 64%, 34%. За една година не е ништо, значи 34%, треба утре да части. Значи многу пари направил. Ја го немав. Значи многу луѓе ми прашуваа групата да направам аналитика за него, ја го немам. Моите пријатели го имат и се гледаш. Баш ако сака да го покаже портфолиото, значи ќе го покажам колку пари е направил профит. Мојот пријател, мајки го знаете, тај што го натребав да купи пред колку беше? Пред 3 години, ако не се лажам, беше на каналот го бев ставил како купува биткоин, Cardano, Ethereum и не знам кои коини. На биткоин е само едно $60,000 на профит, отидам го купи на доста скапо, на 45,000. На Cardano го има на различни цени, не знам колку има профит. Ethereum му е сигурно на профит, ама он највише се веруваше у Algorand и у Ripple. Таму има страшен профит и по аналитиката на кој принцип кој ќе ги користат и гледаш типо поврза, почна да го изучува, кажав му да се описмене сам и си го најде Algorand. Треба да го прашам за Stellar, не сум сигурен. Ја понапред ги имав у старите видеа, кажувано ова дека многу јака технологија, кој помне може да потврди. Значи за сите овие имам кажувано дека се јака технологија, освен за Tron имам кажано дека може да се направи профит, ама да се пази го плукав. За Solana не се сеќавам, ми матно, мислам дека оддамна го плукам, иако кажав дека може да се извади луд профит, али за Algorand, Stellar, не, за Stellar сум сигурен, за Algorand не сум баш сигурен, не сум.
Пошто тај другар го прв откри Algorand, за старите видеа, лажам, чекай. За старите видеа Algorand не сум сигурен, да ми потврдите коментари. Ама за Stellar, Binance и Tron, мислам дека у старите видеа имаше луѓе што имаа голем профит. Пошто чим ја извадив профит, значи сигурно има некој. Мада луѓето ги страда да се појавуваат у групите да коментират на таа тема, пошто Македонија била држава со многу мафија. Значи, другари, ќе го оставам таа да си го прочитате кој што сака подетално. Не е лошо секој да го прочита, кој не разбира македонски, другари, копи, Google Translate и сте супер. Значи, копи со Google Translate, другари, се преведува. Ако не знаете, ќе викнете некој дечко ќе ви покаже, копи пасте Google Translate, немам намера да ви покажам ја. И чао, другари. Ако има други прашања какви интересни, слободно треба да се прават видеа. Пошто моите стари видеа сите се избришени. Чао.